Zdravo, dečinja! Zdravo, tinejdžeri! Zdravo, mladi возрастни! Zdravo, возрастни! Големо поздравче за топло добре дойде во Слушнете не! Јас сум Ноила, вашата домакинка и водителка во празничното издание! Како што бидува, и овој пат собравме енергии, мисли и убавини од целиот свет. Се обидов да сумирам. Годинава, за 10 месеци, создадовме 21 едночасовна радиоемисија. Имајте на ум дека секоја емисија ја спремаме по 30 на час. Нистекот на секој 2 недели. 72 креативни видеа на нашата YouTube плейлиста. Во едно видео вложуваме по 3 до 5 часа. Имаме 4000 прегледи на YouTube. 3500 луѓе достигнати месечно на Facebook. И шлагот на тортата, ратататам-татам, над 150 соработници од над 20 држави со над 15 светски јазици. Вау! Вау! Си изненади в себе си. Бројни пријатели, прекрасна мрежа, совршена енергија и волшебни моќи. Па тој калеидоскоп од компоненти во мојата емисија ќе се затресе еве вака. И ќе создаде прекрасна гледка. Уау! Цирнете ни сокцето, магична! Нашето окце е лайвстримот на Укво FM, нашата YouTube страница и Facebook. Поточно, за да ги стоплите душите, отворете ги ушите. Има место под сонцето за сите, за убави да ни седните. Уживајте во безгришното патување низ просторот и времето. И слушнете не! Дунете ветрови, нека шумат ливади и рајски цветови. Запете дечиња, шумни поточиња и златно жолти славеи. Лавина тонови, безкрајна хармонија од силни басови. Така се создава волшебна симфонија од сите детски гласови.
Другарчиња, нема да ви се верува каде се наоѓам. Слушајте и замислувајте си. Стојам на прекрасен бел снег. Од лева страна ме гали сонцето, кое дзирка позади планина. Од десна страна, зад еден поголем рид, се мачи да дојди, ама не успева да дојди, чадото дрек. Позади мене, мислам дека е место кое што се вика Бабин Зап. А пред мене, на врвот на оваа волшебна планина, ја гледам антената. Каде сум, каде сум? Погодивте? Јас сум во Нижапале! Сега ќе го обитувам својот препознатлив звук. Слушне дене! На Около FM! Крзненцето на мојата вентијага нежно се нишка, а овде, каде што се пие чајче, има прекрасна музика. Секогаш се радуваме кога му пегаме на загадениот воздух од Битола во ова прекрасно место. Има деца, возрасни, млади возрасни, кучиња облечени во вентијаџиња, трчковци, кучлаци и сите се срекни овде. Ова е местото на шаракето. Едно дете се прпелка, мислам дека додолу ќе слезе со прпелкање. Друго со санки, трето со ски, четврто со одење, пето со овкање. Пензионерите најчесто овкат. Другарчиња, да видите, гледаме на облаче и ја гушка цела планина. Како јорганче. Се движи и сенката негова се движи. Дојди, јорганче! Скоро секој викенд идиме тука. Во есента има цако фустан во оваа прекрасна шума. Не знам кој ги везел, шиел, плетел, ткаел, но природата е најдобриот уметник. И секогаш ни го покажува најубавото од себе. Најубавите бои, најубавите крошни, најубавите форми. Дали и ние секогаш го покажуваме најубавото од себе? Прашањето. Рефлексивно прашање. Секој да се распраша и секој да си одговори. Ќе ви одбројувам. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Заврши времето. Ако одговорите да, јас секогаш го покажувам најубавото од себе, гушнете си се. Ако одговорите не, побарајте некој најблизок да ве гушне. И така ќе научите што е најубавото од себе. Гушкам! Сега гледам една водичка која што се спушта по ридот и е толку убава. Хоп, 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 хоп. Си жубори, си се смирва, а и мене ме смирва. Фала ти, водичке. Тоест си се смирува, а и мене ме смирува. Но знаете, бидејќи е научно докажано дека и ние сме создадени од вода, па затоа е логично и водата да не смирува. А долу има мразунци како во пештера од Frozen. Магично. Го сретна во лов! Да! Понекогаш посакувам да најдам лек за злодевноста. Компјутери, таблети, игрици, смартфони, простете, тоа не
Кога Сончка е среќна, танцува. Овој пат Сончка е будна уште пред изгре сонцето. Предходниот ден во градинката им соопштија дека ќе имаат кратка едукативна прошетка во шумскиот планетариум. Таму ќе можат да ги видат сите созвездија и планети во Вселената, да видат метеор или комета. Тоа за неа беше највозбудливото нешто. Почека да дојде 7 часот и родителите да станат, за да може да пушти музика и да танцува. Рататам, рататам. Си ја стави најубавата панделка на главата и почна да се врти во дневната соба. На родителите одлично им дојде ваквото расонување во комбинација со утринското кафе. Не знаев дека срнчињата пијат кафе? Сакам да сум срнче. Уште едно нешто кое што ми докажува дека сакам да бидам срнче. Но за мама сум малото Бамби. Сончка танцуваше во ритмот на музиката. Тум-тум, тум-тум-тум, турурум-дум-тум-тум. Многу вешто го правеше тоа. Танцуваше од среќа. Танцуваше нејзиното тело, но и нејзината душа и нејзините очички. Тато Еленко ја испрати до градинката, а таму ги пречека и воспитувачката Фифи. Сончка, ти изгледаш прекрасно, рече таа. Благодарам! Исто и вие, господјо Фифи. Во планетариумот беше волшебно. По посетата, господја Фифи во градинката им рече да го нацртаат она што го видоа деноска. А потоа цртежите да си ги понесат дома. Од тој ден Сончка често беше присутна во планетариумот. Тоа место стана волшебно за Сончка, каде што таа сакаше да се навраќа честопати. Но дома во својата соба со затворени очи. Тоа значи дека Сончка се сонувала и си споменувала се што видела во тој прекрасен планетариум. И јас така си споменувам во Виена диносаурусите или во Белгија патувањата, или ми текнува кога отидовме со мајка ми во музеот во Виена, кога се облековме во средновековни големи балски фустани, джиновски перики и се оттепавме од смеа кога се видовме во огледалото. Се уште имам слика. А кога ги затворам очите, сум таму. Ова беше уште една од прекрасните приказни од интерактивните прирачници за справување со емоциите кај децата. Од тајниот агент Христина Стефановска, детски психолог. Благодариме, драга Христина, на оваа новогодишна честитка. Поздрав, чао! Поздрав до Сончка! Малечки снегулки од небо падаат. Сакам да сум таму каде што се раѓаат. Сакам да го видам ветрот каде избира. Вечерва времето полека запира. Нова година, уште една е пред нас. Нова година, ко само мила, ќе ни дојде секој час. Нова година, уште една е пред нас. Нова година, ко само мила, ќе ни дојде секој час. Merhaba, ben Kübra. Hepinizin yeni yılını kutlarım. Hello, my name is Kübra. I wish you Happy New Year. Малечки снегулки од небо падаат. Сакам да сум таму каде што се раѓаат.
Nova godina, uštedna je pred nas. Nova godina, ko samo mila, ke mi dojde se koji čas. Nova godina, uštedna je pred nas. Nova godina, ko samo mila, ke mi dojde se koji čas. Nova godina, uštedna je pred nas. Nova godina, ko samo mila, ke mi dojde se koji čas. Nova godina, uštedna je pred nas. Nova godina, ko samo mila, ke mi dojde se koji čas. Nova godina, Сите дечина со мојата внука Ноела ќе ги поздравиме со една песничка за Дедо Мраз, која мајка му ја кажуваше секоја нова година во градинката Коца Василева. Ајде, Ноела, да почниме. Дедо Мраз, знаете ли кој сум јас? Јас сум Дедо Мраз. Од бел снег ми е косата, од студен мраз ми е брадата, дувам силни ветрови, трупам снажни снегови. Кој ќе каснам ќе по сине, кој ќе штипнам ќе по црвене. Бегајте дома, грејте се, гледајте надвор, смејте се и на крајот среќна нова 2022 година. Поздраво го праќа баба Весе на Ноела, бабата. И сите ви ја честитаме новата 2022 година на млади, стари, возрастни, дечина, најпоќе на Укло FM и емисијата Слушнете ме! Чекай на 3, 2, 1. 3, 2, 1. Слушнете не! Бо, кој е Дедо Мраз? Еден дедо што дошол од Лапонија со ирвасите и стигна до кај нас. Дали има голем стомак? Има, како дедот и твој. Точно! Ама сега му е спаднат стомакот. А зато дедо не го береше костумот за Дедо Мраз слани. Да не е мојот деде Дедо Мраз. Сега ќе го прашам. Дедо, дали си ти Дедо Мраз? Да, кога ќе го облечам костумот на Дедо Мраз, јас ќе видам истинскиот Дедо Мраз само за мојата внука Нела. Верувам дека тогаш има еден куп Дедо Мразовци, бидејќи сите се за своите внуки. Ете, откривме. Ho, 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 јас сум Дедо Мраз. Ho, 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 јас сум Дедо Мраз. Имам голем стомак, бела брада, бела коса и црвена капа. Ho, 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 јас сум Дедо Мраз. Ho, 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 јас сум Дедо Мраз. Со голема санка, влечена од ирваси, сегде се шетам и носам подароци. Ho, 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 јас сум Дедо Мраз. Ho, 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 јас сум Дедо Мраз. Ho, 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 јас сум Дедо Мраз. Ho, 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 јас сум Дедо Мраз. Ovde je Angela Boševska BFF na Ноела Начковска. Драга Ноела, уште малце нова година доаѓа. Под елките сите многу поклони не чекаат. Дедо Мраз не чека. Само ние требаме да напишеме едно магично писмо за 300 поклони поделка. А на сите
ди посакувам најсреќна нова година. Јас сакам те дома се ми донеси полна вреќа со среќа. Мене омилен ми е делката, кај што ќе земам звездата и кај што ќе кренам високо голе, кај што ќе квапам на врва од цела елка, кај што блеска прекрасно. А вас, кој ви омилен делката? А мене, драга моја BFF ангелче, ми се омилени изработките кои што ти ги правиш со своите вредни рачиња и кои што ми ја красат телката и целата соба. Слушнете ме! На Уко FM со Ноела. Слушнете ме на Уко FM, а јас сум Антонија Тин. Драга Ноела, во новата година ти посакувам да бидеш многу среќна, успешна и позитивна, какво што те знам. А мојата порака за нова година е следната. Кога сакаш нешто, едноставно затвори ги очите и замисли си дека ќе се оствари. Само вистински треба да сакаш. И да мраз е една магија за која верувам дека ќе ги оствари желбите. Оваа година ја сакам многу љубов и здравје, а подароците ги чекам со расширени раце. Бидете секогаш позитивни и насмеани, таа енергија е најсилна. Јас сум Марија, средна школка. Јас сум Даниела, мајка, а ова е Слушнете не. Праќаме искрени желби за се најубаво во новата година. Детската емисија Слушнете не на Укло FM ја следам уште од самиот почеток. Од едноставна причина. Ме фасцинираше концептот на самата емисија, начинот на кој што е направен спој на едукативното, корисното и забавното, преточено во убави приказни, во кои особено уживаат децата, а богами и ние возрастните. Секоја емисија беше подобра од претходната. Во секоја емисија беа третирани теми навидум едноставни, меѓутоа секоја во нив криеше своја мудрост, своја порака и морам да признам дека често пати се замислував и одредени емисии ме тераа и да се преиспитувам. Драги мои, драга моја Ноела, се надевам дека ќе продолжиш со оваа емисија и во новата 2022 година. Ти посакувам среќна нова година, уште многу успеси, ме сака твојата Дани. Јас сум Роман, јас сум Ана Марија Кисункин, јас сум Филип Јанов, а вие не слушате, слушнете! Ние сакаме во новата 2022 да почне да се одржава најдобре и да биде нашата земја да биде многу чиста и исто така порачуваме многу љубов и здравје на сите. Да, среќна нова 2022. Merry Christmas! Merry Christmas and Happy New Year! Секогаш сум весела, разиграна и жива, кога ечи музика засилена и дива. Секогаш сум радосна, насмеана и весна, кога грми музика за играње и песна. Од сабота до сабота само забава. Од сабота до сабота такава мудра забава и секаде кај што сум ја ќе има само забава. Време е граѓанска иницијатива на родители и соработници кои се сплотија за комуницирање и барање
направата за децата и луѓето со посебни потреби. И иако не одамна оформена, активно брои околу 1000 членови. Ги прашавме што би порачале за новата година и еве ги нивните мисли и желби. Порачувам поголемо разбирање за посебните деца со посебни потреби и посебни моги. Порачувам здравје, помош, човечност и љубов. Имам желба да нема болести и страдања. Порачувам луѓето да ја сватат магијата на поддршката. Другарчиња мои, најмалку што можеме да направиме е да се полуосвестиме за оние на кои им треба поддршка да бидат своји. Има место за сите под сонцето. Тоа е безгрижно, тоа е безгранично. Се сеќавате на мостот што го правев во едно видео? Порака за сите, типични и атипични. Да ја испревртиме перспективата на возрастните и заедно да се издигнеме во мост. Дедо Мраз да донеси Звучници. колку? Кажи 10 звучници. 10 звучници. Јас сум Лука. Здраво, Ноела. Како си? Драга Ноела, во новата година посакувам да се избришат границите и да царуваат прегратките. Спокојот и меѓусебната љубов да бидат дел од нашите битија. Колективната благодет да ни е позначања од индивидуалната. Емпатијата, хуманоста и топлиот збор да ни бидат добро утро, добар ден и ноќ. Да ја негуваме и даваме значење на трпеливост. Да се обидуваме секој пат, одново и одново да се ставаме на местото од другите. За поубаво и подобро да ги разбереме и поддржиме. За овој свет да биде поубаво место за живење, каде ќе има место за секој. Нашето сонце има топлина и светлина за сите, да му дозволиме да не грее подеднакво, без приоритети. Јас сум Ирена Николовска-Ристановска, родител на Лука, детенце за аутизам, и Јована, председател на Сдруженијето за стручна и морална поддршка на деца и возрастни Рилука Битола и иницијатор на иницијативата Време, која што е создадена за да ги заштити правата на лицата со попреченост. Среќна нова на сите! Тивко одам по патот, тивко полека и на тебе си мислам јас. Кротко газам по градот што ме израсна, збор два добар ден од комшија. Звона, звона од љубов, љубов голема, да те сакам не престанувам. Баник на праг, гори оган дома, сум јас. Знам, сите зими ке минат, нема веќе да те видам, но едно нема да помине. И сите песни да стигнат, дури в небо не се вивнам јас, ке те сакам до суден ден. На 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 на. Na 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 na. Lep pozdrav vsem! Moje ime je Anastazija Sorgo in pozdravljam vas iz mrzle in deževne Slovenije. To je moje božično sporočilo za vse vas.
Here's to the ones who are alone at Christmas, the ones who are celebrating far away from home, the ones who didn't get any presents, the ones who can't afford to buy them, the ones who are broke in many ways, the ones who were afraid to say that they lost their job, got fired, or are still searching for one, the ones who got suddenly dumped off a relationship, the ones who feel the weight of the world on their shoulders. Here's to the underdogs, the ones who are misunderstood, misjudged, and underestimated, the ones who feel they are never enough, the ones who are overworked, the ones who feel out of place, the ones who are silently fighting battles no one knows about, the ones who are always giving more than they're taking, the ones suffering. Slišim te, čutim te in te podpiram. Nisi nikoli sam. Merry everything and happy always. Ова е за оние кои што се сами на Божик, оние кои го слават далеку од дома, оние кои не добија никаков подарок, оние кои не можат да си купат подарок, оние кои се броук на многу начини, оние кои се срамат да кажат дека ја изгубиле работата, добиле отказ или се уште бараат работа. Оние на кои ненадејно им се скара партнерот. Оние кои ја чувствуваат тежината на светот на своите рамена. Ова е за аутсайдерите. Оние кои се неразбрани, погрешно осудени, подценети. Оние кои се чувствуваат дека не се доволни. Оние кои се преработени. Оние кои се чувствуваат дека не се свој на своето. Оние кои тивко се борат во своји битки за кои никој не дознава. Оние кои секогаш даваат многу повеќе од колку што добиваат или бараат. Оние кои страдаат. Ве слушам, ве чувствувам и ве поддржувам. Никогаш не сте сами. Среќно се и среќни секогаш. Анастасија Сорго, Словенија. Керкичке, ќе бидиш послушна? Мамо, ќе бидиш послушна? Бабо, ќе бидиш послушна? Да. Внучке, ќе бидиш послушна во 2022 година? Дедо, а ќе бидиш ти послушен? Да. А Ноела, дали ти ќе бидеш послушна? Да, сите ќе бидеме послушни. 3, 2, 1, слушнете не! Еве нова година се доближува, а јас се подготвувам да ја пречекам. Еве прво елката ке ја накидам, па потоа на Дедо Мраз ке му задзвонам. Ало, Дедо Мраз, наидува тој час, се ближи нова година, ке дојдеш ли кај нас? Ало, Дедо Мраз, не знам јас, дали пак ке донесеш подароци за нас? Здраво на сите! Поздрав од Крушево. Јас сум Мими. Јас сум Ѓорги. Јас сум Кристина. Јас сум Бојан. Јас сум Кристина. А ова е Слушнете не! На УПО FM. Ало, Дедо Мраз, наидува тој час, се ближи нова година, ке дојдеш ли кај нас? Ало, Дедо Мраз, не знам јас, дали пак ке донесеш подароци за нас? Јас сум Мимоза Секуловска, вработена во нуклеарна медицина Битола како медицинска сестра. Оваа година се соочивме со многу непозната болест, корона, која што е непозната не само кај нас во нашата земја, него и за целиот
свет. Меѓутоа, ние, здравствените работници, секогаш имаме енергија, сила, волја, знаење да се справиме со повеќе болести, како и со короната. Ние, здравствените работници, им помагаме на сите пациенти, дали тоа се деца, дали се возрастни луѓе. Кај нас не постои разлика во третирањето и помагањето на пациентите на пол, на возраст, на раса. Секогаш ја пратиме науката, истражувањата, ги пратиме новите протоколи и според новите протоколи ние успеваме да им помогнеме на сите пациенти. Кога ќе се разболете, кога ќе имате било каков здравствен проблем, дали тоа ќе биде настинка, дали ќе ве боли стомачето, вашите родители ќе го препознаат тој проблем и да знаете дека ќе ве донесат во болница кај докторите. Докторите се тие кои што носат бели мантили и имаат знаење за да ве сослушат, да ве прегледаат и да го решат вашиот проблем. Немојте да се плашите од докторите во бели мантили. На сите слушатели од емисијата Слушнете не со Ноела ви посакувам среќна нова година. Здравје, среќа и успех. Поздрав до Слушнете не од Мимоза. Përshëndetje Noela, unë jam Kleda Arasani nga Shqipëria dhe punoj si profesore në Universitetin e Mjekësisë Tiranë. Do të doja t'i uroja fëmijët e Ballkanit Perëndimor për vitin e ardhshëm. Pavarësisht pandemisë së Covid-19, këtë vit ne arritëm të kthehemi në punë, në spital dhe në universitet. Kjo fal punës së madhe të bërë, inovacionit, bashkëpunimit dhe bashkëkrijimit midis nesh. Do të doja t'i uroja të gjithë fëmijët për këtë sezon festash dhe t'i uroj gjithashtu një vit 2022 të sigurt dhe të shëndetshëm. Здраво, Ноела, јас сум Кледа Харисани од Албанија и јас сум професор по медицина на Универзитетот во Тирана. Еве ја мојата порака. Оваа година беше тешка. Сите бевме на далечина, а веќе почнавме да се реализираме некои работи и поблиску едни до други. Беше година на ко-креација и иновација, на партнерства и многу работи. Ви испраќам поздрав и желби за подобро здравје на сите во 2022. Ало, амбуланта, овде кај Дара, несреќа се случи, брза помош барам. Ало, амбуланта, овде кај Дара, несреќа се случи, брза помош барам. Куклето ми падна, ранчето го чукнам, ноќето го скршим, леле, главата му пукна. Куклето ми падна, ранчето го чукнам, ноќето го скршим, леле, главата му пукна. Здраво, здраво и од мене. Доктор Марија Милевски, стоматолог во приватна здравствена установа Вилдент од Битола. И оваа 2021 година беше доста тешка и напорна за сите нас, посебно за докторите по стоматологија. Нели, ние се грижиме за вашите запчиња да бидат здрави и убави. Работиме во вашата уста и сме директно изложени на вирусот COVID-19.
Затоа и оваа година, како и претходната, носевме дополнителна заштитна опрема на нас. Носевме дополнително заштитни наочари, визири, скафандери, се со цел да бидеме во помал контакт со вирусот. Затоа, дечиња, во новата година ви посакувам да бидете здрави, среќни, насмеани, да светкаат вашите запчиња, да јадите чоколадца, но и да ги миете редовно. Чао, чао! Hi Noela, this is special greetings from me, Ivan Starko. I'm a former student of St. Clement University and from the Faculty of Economics Prelims. And on behalf of your friends in Ghana, especially from Great Change International School, of which I am a co-founder, and me on behalf of the entire team, we would like to say a very Merry Christmas and a Happy New Year, especially for you, Noela. We keep watching you on YouTube. Actually, we appreciate our friendship and the collaboration we have had so far. We believe in hope that come 2022, we will work on a couple of other projects to strengthen our friendship going forward. So Noela, we would also like to say we love you so much, and then Merry Christmas, Happy New Year, and we urge all your listeners to keep listening to you. Keep listening to Noela on Uklo FM. Slušnete ne na Uklo FM. Aidecha, we love you so much, Noela. Thank you, bye bye. Ова е специјална честитка од мене, Иван Здарко, алумни на Укло и економски факултет Прилеп, и во името на твоите другарчиња од Гана, особено на Интернационалното училиште Голема промена, каде што сум ко-основач. Целиот тим ти благодари за пријателството и соработката и те следиме на YouTube. Веруваме дека во 2022 ќе работиме заедно и на други проекти за да ја зајакнеме нашата релација. Како што знаеш, ти да кажеш, ве сакам и ве гушкам. Драги слушатели, да продолжите да ја следите Слушнете! И Ноела, оваа честитка е специјално за тебе. Те сакаме и те поздравуваме. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero one. Feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Whatever goes on my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry
of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Look, hi, Professor Renata and Wella. My name is Chris Lasana Eden. I want to take this opportunity to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Здраво, јас сум Ними Гавриловска, студент на магистарски студии на Економски факултет Прилеп, а ова е мојата порака до вас. Нека новата година ве прегрне наместо мене, нека ве бакне со бакнежот на вечната среќа и нека ви го осветли патот кон една блескава иднина. Во новата година ви посакувам да ја имате силата на ветровите, мудроста на вековите и љубовта на боговите. Бидете со луѓето кои ги сакате, гушнете ги, кажете им колку ви значат. Јавете им се на роднините, на пријателите, колку само да им кажете дека се грижите за нив. Се ќе биде добро, се ќе помине, само љубовта нека остане за секогаш. Како што 7 бои го исполнуваат волшебното виножито, така вашиот живот нека го исполнат боите на здравието, љубовта, искреноста, грижливоста, довербата, пријателството и задоволството. Моментите никогаш не се враќаат и затоа ценете го секој момент кој ви го подарува животот, бидејќи тој е еден, единствен и неповторлив. Во новата година имајте стотици соништа за кои вреди да живеете, илјадници причини за да се насмеете, милиони радосни моменти во кои ќе уживате и ниту една причина за да тагувате. Со искрени желби за многу здравие, среќа и успех ве поздравувам и ви посакувам среќна нова 2022 година. Merhaba arkadaşlar, ben Can Yusufoski. Makedonya Pirlepe'ye bağlı olan Kanatlar Köyü'nde yaşıyorum. Pirlepe'de ekonomi okulunda okuyorum. Son senem bu sene. Yeni yılınızı kutlamak istiyorum. Yeni yıl size ilk önce sağlık, aşk, para, huzur getirsin, mutluluk getirsin. Ondan sonra dilediğiniz tüm dileklerin kabul olmasını diliyorum. Ja sam Jan Јосуфовски, студент на Економскиот факултет во Прилеп. Сакам да ви честитам новата година, да ви посакувам здравие, среќа, љубов, мир, берекет и слога во вашите домови, се најубаво и посакувам ова година веќе да заврши пандемијата, да можеме да се движиме. Поздрав! Јас сум Ними, а ова е Слушнете ме на УКЛО FM. Се сеќавам на нешто неубаво. Минатата година, ова време, сите во мојата фамилија бевме многу болни со злобниот коронавирус. А со мојата мама бевме разделени и таа беше во болница и се слушавме секој ден по 5 секунди. Цел месец така, најлошиот месец во мојот живот. И затоа се сеќавам на тоа неубаво и го славам тоа што сега сме живи и здрави. Да, драги мои, верувам дека сите
На свој начин имаа многу тешкотини во минативе години. И затоа славиме што сме живи и здрави. Мојата желба за нова година и мојата порака до вас нека биде: славете го прекрасниот живот, барајте ја магијата во своите душички, дечиња, родители, најсакани, инспирирајте се од убавините на животот, креирајте, уживајте, сакајте, гушнете не и слушнете не! Уклепем! Како ова ветре што не слуша, како овој снег што не слуша, како ова сонце што не слуша, како ова природа што не слуша. И ние сме дел од тоа. Да бидеме еден од најубавите делови што ја закитува, а не ја загадува планетата. Па и не ја заглавува. Оваа снежна белина ми дава за сила да го поречам сето ова. Ми падна стапот во снегот и затоа вака звучев. Мила моја ќеркичке, ова го започнавме после еден тежок период во нашето семејство, кога сакавме уште повеќе и уште поквалитетно да бидеме заедно. И затоа мама го послуша инстинктот на твојата наставничка, на твоите наставници, на уредничката Сонја Тантарова Груевска и на оние кои што коментираа дека прекрасно читаш и дека имаш што да кажеш. И така започна се. Пробувавме, експериментиравме и се радувавме на секој поминат миг заедно, создавајќи многу убави содржини. Небото беше граница. Всушност немавме граница. Твоите идеи пробувавме да ги реализираме едно по едно. Ако не на тоа едно место каде што се предлагат, на друго. За да се чувствуваш дека имаш крилја, дека си детенце со прекрасна фантазија, со многу знаење за светот и низ своите очички ги гледаш работите точно како што треба да ги гледаме сите. Затоа што, како што кажавме, малку го менуваме правецот во возрастните кога ќе влеземе во шаблонот на секојдневното живење. Драго ми е што оваа наша заедничка прекрасна дружба меѓу мајкичка и ќеркичка ти помогна и да научиш. Јас пробував се што знам и умеам да ти покажам. Мило работи научивме заедно. А секогаш го имавме задоволството и среќата од тоа што една мајкичка и ќеркичка создаваат. Те гушкам и посакувам уште милион пати вакви работи да создаваме. Ти си моето изворче на љубов и токму така го представуваме на светот најубавото од нас. Слушнете не! Децата имаат и тоа како што да кажат. Да го истакнат најубавото од себе и ние да им помогнеме во тоа. Големо поздравче, Тегушка, мама, поздравче до сите твои слушатели. Драги мои, ви посакувам се најубаво во новата 2022 година. Бидете своји, бидете несебични. Заедно сме магични. Веруваме цврсто дека може буквално сите со здравје и љубов да ви минат дните. Креирајте, создавајте, предизвикувајте, напредувајте. И излезете од себе си. Подајте рака, зашто секому му треба некој што го сака. Овој живот е прекрасен, единствен, скапоцен. Дајте заедно да градиме и да вредиме. Ова е најлудата ноќ во цела година, радоста нас ќе не спои. Не е важно каде сме, важно што сме заедно сред бакнежи, радост и желби. Иако во различни светови живееме, сепак ние толку блиски сме. Секој миг е посебен, но овој е најмагичен. Заедно во него сме. Цел свет во овој миг е совршен, бесконечно тој нека
волшебен поздрав, магична прашинка, звездени желби и детска љубов за вас. Гушнете не и слушнете не! Любовта нас ке не спои. Со вас беа тонска реализација Љупчо Цветковски, главен и одговорен уредник на Укло ФМ, магистар Сонја Тантарова-Груевска и јас, Ноила Нечковска. Петто отделенка од Елпида Караманде Битола. Големо поздравче! Укло ФМ, Битола, јануари 2022 година. СРЕКИНА навет. Среќна нова година ви посакува Укло ФМ. Среќни празници, не можем многу да разговарам. Среќна нова година. Не можем, не. Чеки. Merry Christmas and Happy New Year.